Не може да се оградувате како пратеник од оно што се разговара во парламентот. Јас не се оградувам. разговараме за приватни нечии изјави. Јас не се оградувам. Ако сте демократ, онда сте демократ. Ако сте ваков, онда сте партиски демократ. Што ќе личи ако се цирам ја изјави на Флоровски? Не се цирате. И човече му се заканува на друг пратеник во парламентот. Реков дека не прифатлив. Оде му се заканува со досеја сметки во Италија. А вие говорите сакам демократија. Па ви реков дека е неприфатливо тоа. Зашто на говорница не го кажете тоа? Па ќе го кажам и на говорница, ја немам зашто да кријам. Претпоставам дека оваа емисија има тежина скоро рамна на говорницата по гледаност. Сепак што брани се. Така што воопшто нема проблем. Ако сега да зборуваме за мојот настап, во кој што зборев ја за демократија, зборев за прифаќање на декларација за заштита на пратеници, затоа што пратеник е и Флоровски пратеник и Петровски пратеник е и Љубислав Иванов Дзинков, пратеници се и другите 6 пратеници, значи нема подвојување. Зборев за декларација која што оди во насока на осуда на насилствата врз пратениците, меѓутоа не само 6 пратеници од ВМРО, туку осуда на насилствата што се случија почнувајќи од мене пред председателските избори, па Бузлевски, па другите пратеници, па и секоја можно понатамошно насилство, значи како парламент да бидеме едногласни и поигра на случај или за среќа на судбината. Јас сум член на комисија за човекови права и слободи. Ја бев еден од предлагачите на таа декларација. Таа се уште не е усвоена, се надам дека ќе биде усвоена, затоа што сметам како пратеник дека пратеничката функција треба да биде заштитена. И од надвор, односно од влијание, притисоци кои што може да ги вршат политички групации, државата со своите полуги на власта, но и однатре, како што викате, во некои дискусии кои што понатака може да се сватат многу посериозно отколку што тие на вистина биле сериозни. Се нагласо за нова година имаше палење на куќата на пратеникот Љубислав Иванов, па ако се врзе со оваа изјава многу непријатно. Немам коментар, едноставно. Одиме понатаму. Собранието овие денови разговара за случувањата, не, ја само говорам, дали сте демократ, докај што партијата ви има интерес, ви сте демократ по принцип. Не, демократијата нема партиско мерило, демократијата е личен став. Јас ја градам неа согласно своите филозофски убедувања. Ја мислам дека како што партијата може да влијае врз мене, интерактивно ја можам да влијам со своите ставови врз партијата. Се чувствувам како дел од партијата кој што со своите ставови може да биде еден од носителите на демократските убедувања и нема зашто да се сомневате во тоа. Тоа дали се сомневаме, ме кажува примериве, но одиме понатаму. Како вие ги сомневате локалните избори? Особено од аспект на демократската слобода да се гласа равноправно со другите и според своја волја. Па вие се сведоци дека во собранието ние имаме една маратонска диловска расправа, инициирана од страна на опозицијата, во која што расправа едноставно зборуваме за сите проблеми кои што се појави во текот на локалните избори. Меѓутоа, не би било фер од моја страна да се задржам на проблемите, да не пробам да најдам објаснување зашто настана проблемите и кој тоа прв почна, односно кој го тоа направи во Македонија. Во Европа. Или во Европа, или во Македонија. Добро, јас ќе задржам на Македонија, не сакам да дам глобални оценки. Меѓутоа, согласно она што јас го кажав на дискусијата на говорницата и согласно сите мои убедувања, кога станува збор за локални избори, ние треба да делуваме и како поединци и како партии локално, односно да ја поставиме кампањата така што некои работи ќе ги фокусираме на решавање на локални проблеми, односно ќе понудиме програма, дали во Куманово недостасува водовод или во Велес, или во Скопје недостасувала депонија за ѓубре, или градот не бил доволно раззеленет, не бил доволно чист, немало сигнализација, требало да се сменат имиња на улици, имало идеологија за станата со која што треба да се расчисти. Локални прашања кои што едноставно на граѓанинот, односно на тој избираш во било која средина, ќе му дадат за право да поверува дека животот таму ќе му биде подобар, дека нема да искочи на улица и ќе најде купишта ѓубре во контейнерот, дека ќе му мириса населбата неубаво или не знам што. Меѓутоа, ние добивме наспроти тоа од опозицијата едноставно референдумско подигнување на работите, да се биде или не. Македонија деме како не дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, ќе се распадне. Овие ги продава националните интереси, све раскрчмија и ние мора да им кажеме. Точно ли е тоа? Не е точно. Па мислам, како може да биде точно такво нешто? Прво ќе ви кажам, на сила некои работи не може да се направат.
ако се подпираме нели на демократски убедувања или ако зборуваме за тоа дека сакаме да делуваме согласно закон, согласно некои рамки. Ако вие сакате да барате референдум, веројатно треба да кажете собрание согласно тој закон, согласно уставот тој и тој член, ние како опозициона структура бараме да се расправа за референдум, бараме распишување на референдум, бараме да видиме што ќе каже народ. Меѓутоа, мислам дека некој влече некои искуства од порано. Сега ја не сакам многу често да се навраќам на што било пред 98 година, меѓутоа ако се сеќавате 96 година, ВМРО и Демократска партија тогашна собра 220.000 потписи за да побарат собранието да распише референдум. А што направи тогашната гарнитура? Глад ги отфрли тие потписи, ги направи невалидни, се произнесе за ненадлежна и се падна во вода. Сега мислам, и тогаш донесува закони кои што многу ги усложнија процедурата за референдум, односно дека секој мора да ја се подпишува пред службено лице, па тоа да е еден вид на притисок од државата кон поединецот, дека ете таму ќе биде заведен, дека после со тоа може ќе има проблеми на работа или не знам каде. И согласно личните искуства, опозицијата мислам дека не се осмели да оди на такво референдумско прашање. Ако збориме за демократија, ако збориме за правата насока, ево ја му предлагам на господинот Црвенковски, нека излезе, нека понуди да расправаме за референдум, нека не убеди сите нас, а не да злоупотребува на електризираноста на атмосферата која што тоа направи неговата коалиција и по секоја цена луѓето да ги доведува во една таква ситуација да се закрват, па после тоа да се случи она што се случи. Ја не велам дека еве сега ја тука ќе бидам гол апологет на власта, односно сега ќе дојдам ќе кажам Црвенковски е виновен за се, ние сме ангели и сега простите што нешто се случи, со сиот респект на сите оние кои што се повредени или што се засегнати во тој изборен процес. Меѓутоа, во една ситуација кога вие реагирате, кога создавате акција, па тоа е прост закон на физиката, се создава реакција. Јас не можам да додам во една ситуација да некој ми се заканува дека ќе ме обеси на дрво после референдумот, затоа